Да, благодариме за ова линковско вклучување. Ние се враќаме назад во студиото, продолжуваме на тема култура. Ќе го најавиме концертот на Камерниот оркестар Профундис со мултимедијален концертен спектакл. Така стои во најавата. Повеќе детали од Ѓурѓица Дашич, диригентка. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Голем поздрав за гледачите на Македонска телевизија. Во четвртокот кога го договаравме гостувањето, не можевме цел ден да се добиеме на телефони, бидејќи ми кажавте дека сте и во големи гужвини или проби поради концертот. Во најавата се вели досега невидени сценски визуелни ефекти во форма на 3D мапинг и уникатна програма. Премиерно ќе бидат прикажани на концертниот спектакл Грув. Така е наречен овој концертен спектакл. Ајде да почнеме поред за какво аудиовизуелно доживување станува збор. За прв пат во функција на класичен концерт ќе биде представен 3D визуелни ефекти, 3D мапинг визуелни ефекти во време трајање од повеќе од 60 на минути. Значи програмски визуелен 3D мапинг за секоја композиција, програмски изработен 3D визуелен мапинг од слободно можам да се изразам волшебникот на 3D мапингот Милче Узунов и 3D проект студио. Тоа представува проекции на целокупната сцена на Националната опера и балет, на објекти кои ќе бидат поставени на сцената, на платна, проектори, значи комплетно визуелно и аудио доживување на 3D концертниот спектакл Грув. Вака кога слушам човек одма да посека да биде дел од овој спектакл. Неповторливо искуство ќе биде. Сигурно ќе биде неповторливо и ретко искуство за кај нас. Кој ќе настапи како солист? Како солист го имаме еден од најдобрите виолончелисти на помладата генерација во Србија, Драган Ѓорѓевиќ Сузуки. Исклучителен виртуоз на виолончелото, кој ќе настапи со многу виртуозна програма и кој ќе даде особен печат на целиот настан и на целиот концерт. Така. Сега тука и вашиот камерен оркестар, вие како диригентка, да не забораваме и останатите учесници во целиот проект. Веќе етаблираниот камерен оркестар Профундис, кој ниже успеси, веќе 4-та година. После спектакуларниот концерт што го направивме во Коларац Белград и во Скопје во Националната филхармонија со светски познатата виолинистка Ирина Мурезано. Така. На сцената на Националната опера со нов проект со концертниот спектакл Грув, уште во мултиплицирано варијанта и концертно доживување со 3D визуелни ефекти и концертно аудио и визуелно доживување за публиката. Така, ајде малку околу самата програма, околу тоа што ќе се случува на целовечерен спектакл. Програмата е многу иновативна. Значи, ќе има 4 премиерни изведби, од кои една праизведба. Тоа е делото на Дарко Илиевски, Мотус Фолклорикус, кој е специјално напишано за овој настан и посветено на Камерниот оркестар Профундис. Исто така ќе бидат изведени делата Соната за гудачи на Волтон, Шостаковичка, третиот став од квартетот број 3, потоа многу виртуозен аранжман на Purple Haze од Джими Хендрикс, Мизерло од Pulp Fiction, исто така во аранжман на квартете Бене и многу други. Велите, овој концерт е доказ дека креативноста не познава граници. Апсолутно. Во најавата тоа го видов како се согласувам од вас. Така. Креативноста не познава граници. Со самиот спој што го работиме сега, ова е проект кој за нас представува навистина големо достигнување. Излегува од рамките на класичен концерт, ја задржува формата на класичен концерт, се задржуваат класичните композиции, нели напластени со исклучителни аранжмани, квалитетни аранжмани на рок нумери и поп нумери, но самата тежина на концерт се задржува, класичниот момент се задржува и сето тоа се напластува со визуелно 3D доживување кој ќе представува врв на доживувањето кај самата публика. Така. Национална опера и балет 21 април петок, почеток 20 часот. Верувам дека има се уште влезници кои што може да се набават, иако гледајќи за каков концерт станува збор, сигурно се продаваат доста брзо. На наша голема среќа има голема заинтересираност за овој настан. Има во продажба уште многу мал број на влезници. Ние се радуваме на сето тоа, тоа е потврда за сето тоа што го работиме и што го правиме, на нашата креативност
и се надеваме на полн салон и на наше големо задоволство и на задоволство на публиката. Сега го гледам и оркестарот почна инсертите, малку да не воведете Ѓурѓица и како не само како диригент, туку и како уметнички раководител. 4 години кажавме. 4 години. Како постоите веќе, сигурно сте едно големо семејство. Апсолутно, апсолутно. Кога се работи за помал состав, навистина се случува енергијата мора да се спои и да се сплоти за да може едно такво семејство, еден таков камерен оркестар да функционира безпрекорно. Така, ова е концептот за кој што зборувавме, следен во низата на концертни спектакли. Би сакал за минатата година за настапот, за настанот кој што исто така ја одбележа истата не само за вас како организатори и како оркестар, туку воопшто за македонската култура. Исто се случи во Националната опера, така? Тој концерт на Ирина? На Ирина Моризана во Националната филхармонија се извинувам. И во Коларац Белград. Така. Истиот концерт, тоа беше интернационална соработка со камерниот оркестар 13 годачи од Србија. Фузија на 2 оркестри, фузија на 2 диригенти и исклучителен солист, значи светски познатата виолинистка Ирина Морезано, ни дојде во Скопје, во Националната филхармонија и истиот концерт, заедно со нашите колеги од Белград, го дадовме во култната сала Коларац во Белград. Така. Ке се користи технологија која првпат се употребува на концерти од ваков тип во комбинација со виртуозноста во сценскиот настап на солистот Драган Ѓурѓевиќ Сузуки. Уникатна програма, бидејќи се работи за нешто уникатно и за нешто ново, да веруваме дека ќе стане традиција. Поради заинтересираноста на публиката, но ја гледам и во вашите очи и возбудата од тоа што ќе се случува во петок, бидејќи не е мала работа да се размислува и аудио, но и визуелно. Кога ќе се спојат двете работи, одговорноста е голема, но некако среќата и чувството е исто така уште поголемо. Така е, апсолутно. Прв пат за нас ова е прво искуство. Значи да споиме визуелен момент со аудио момент. Исклучително возбудливо е за сите нас. Голем проект е, одговорноста е голема, но задоволството е исклучително. Ние веќе 3 месеци сме во подготовки, интензивните подготовки веќе траат 2 недели, навистина интензивни подготовки и во петок на публиката ќе понудиме навистина уникатно доживување кое се случува еднаш, но се памети за секогаш. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро во утро и се разбира во петок се гледаме на концерт и ве очекуваме повторно во нашето студио да споделуваме убави информации со нашите гледачи. Ви благодарам многу на одвоениот медиумски простор. Ви благодарам уште еднаш.